Неприфатливо и недозволиво е во услови на огромна сиромаштија, рекордна задолженост, здравствен и економски колапс, владата да набавува возила за своите функционери, додека за противпожарни возила, возила за прва помош, да чекаме донации. Апсурди со трошењето на народни пари. Има за лимузини, нема за амбуланти, нема за пожарни возила. 11 од вкупно 81 општина едва и функционираат, бидејќи нивните сметки се истрошени, имаат натрупани долгови и покрај тоа што владата предводена од СДСМ им праќаше пари и никоја не прогласила финансиска нестабилност, што е казниво според закон. Меѓутоа, еве, и општините си набавуваа многу скапи возила, меѓутоа, за противпожарни возила се бара донации. Има едно истражување кое што открива дека во земјава има вкупно 241 противпожарно возило со просечна старост на возилата од 28 години. Центарот за граѓански комуникации го објавува и истражувањето за набавка на нови возила од страна на државните институции. Овде ситуацијата е сосема спротивна. Ако за противпожарни возила се штеди или воопшто не се трошат народни пари, за службени возила на градоначалниците и на другите функционери воопшто не се штеди. За нови возила, државните институции во последните 2,5-3 години, од 2018 година наваму, потрошиле 8,7 милиони евра. Дури 4 општини се на листата на најскапо набавени возила, а на прво место е општина Струга. Суштината на овие истражувања е да го покаже апсурдот во кој што живееме во Македонија. И не случајно се повикувам на вакво едно истражување, а не на наши кажувања, заради тоа што треба да видите каква е сликата на македонскиот народ, која ќе ги види функционерите од СДСВ и власта предводена од нив, како се возат во скапите Пасати, во скапите Мерцедеси, скапите БМВ-ња, кои што ги плаќаат сите граѓани на оваа држава. За жал, апсурд не е само тоа. Апсурди во оваа држава имаме и многу други, и затоа и не ме чуди тоа што заменик министерот го одби овој амандман, и затоа не ме чуди што секој ден овде слушаме само дека се задолжуваме и дека пари само за задолжување има, а за други работи нема. И затоа, еве овде, повторно ќе зборуваме отворено и ќе си кажеме што е тоа што му смета на македонскиот народ. Еве, например, ќе сакам да кажам и да посочам кои се градовите во кои што има најстари такви возила за противпожарна заштита. Значи, во Делчево просечната старост на возилата е 35 години. Во Кратово исто така 35. Во Струмица 33, но оваа година добивме и една донација, зашто може да се пофалиме. Крива Паланка 32, Охрид 32 години повторно, исто така и во Охрид се доби донација повторно, морам да нагласам, и во Струга, каде што градоначалникот си најде пари од 62.000 евра за ново возило, наеднаш оваа година некој бизнисмен од Струга најавил и обезбедил донација и сакал да остане анонимен. Зарем не е симптоматично тоа за сите вас, почитувани пратеници? Ова е апсурдот во кој што живееме ние во Република Македонија. Луѓе ќе умираат поради немање на возила за брза помош, луѓе ќе умираат во пожарите низ нашите планини или не дај Боже да се случи некој пожар, како например еве пожарот во Струмица Глобал, каде што на помош мора да дојдат противпожарните
од сите околни места, и од Радовиш, и од Валандово, и од Дојран, и од Кавадарци, од секаде, од цела Македонија, цела Источна Македонија се извинувам, за да може да се изгасне пожарот. А замислете, среќа што истиот се случи во ноќните часови. Замислете да се случи во сред бел ден, кога таму имаше полно луѓе и кога можеше да изгубиме човечки животи. Таква е оваа наша држава, во која што се купуваат на ангро нови автомобили и за истото се задолжуваме. Почитувани, јас, еве, како аналогно на тоа што го кажувам, на абсурдот во кој што живееме, еве ќе нагласам дека, например, во 2018 година во службата за општи и заеднички работи на владата на Република Македонија набавени се 45 нови возила Volkswagen, каде што за кои е потрошено 1.779.000 евра. Замислете колку противпожарни возила или возила за брза помош ќе набавевме само за овој луксус на власта. Понатаму, еве, рандом ги зимам заради тоа што премногу се набавките на вакви возила. Еве, например, исто така во 2020 година Државниот пазарен инспекторат набавил 10 возила, и тоа Шкоди, кои што, се извинувам, Фијат набавил за кој што потрошил 107.000 евра. Понатаму ќе продолжам, еве, например, градот Скопје. Градот Скопје, да, оваа година направи една скандалозна набавка, со која што набави едно противпожарно возило за над 1 милион. Замислете колку возила ќе се набавеа вакви противпожарни за цела Република Македонија. Град Скопје исто така си набавили патнички моторни возила за 6, и тоа 6, за кој што е потрошено 102.000 евра, а тоа е само во 2019 година. Понатаму, еве, ќе продолжам со вакви набројувања, за да може на целата македонска јавност да и стане јасно за каков абсурд станува збор предводен од власта на СДСМ. Например, Агенцијата за супервизија на осигурување набавила 3 навистина скапи возила, за кои што потрошила 94.968 евра. Толку ви се битни човечките животи, толку ви е битен зелениот појас, толку ви е битна борбата и зелената боја со која што, еве, се обојувате, и борбата за животна средина, кога оставате едно возило да влече друго возило, кое што е противпожарно, за да стигне до местото на пожарот. Толку е битна вашата грижа за оваа држава. Понатаму, еве, Царинската управа на Република Македонија отворила постапка и набавила 12 возила во 2018 година, додека СДСМ е на власт, и за тоа потрошила, внимавајте, 294.024 евра. Секое возило чини од околу 25.000 евра. Зарем ова не е луксус според вас? Колку од вас имаат вака скапи возила? Навистина, едноставно бројките го кажуваат своето и нема потреба повеќе да дискутираме, и ве молам, ако немате аргументи, да не се јавувате на реплика, бидејќи срамно е да реплицирате, а да немате аргументи и да кажете дека еве ќе набавите противпожарни возила. Министерството за внатрешни работи исто така набавило 7 возила, кои што, внимавајте, коштат едното под 36.000 евра, а вкупната набавка ја коштала оваа Македонија 250.000 евра. 250.000 евра. Епа, почитувани, во текот на овие години додека е СДСМ на власт, имаме
вакви набавки на возила и ребалансите ги правите всушност само со набавки на возила. И на крај да завршам, за да не должам со сумите, за 8 милиони и 600 илјади евра набавки на возила и луксузирање на власта предводена од СДСМ ќе се набавеа не 20, 50 противпожарни возила, ќе се набавеа 50 возила за прва помош и немаше да просиме и да чекаме донации за да можеме да спасуваме човечки животи. Ви благодарам.